Во мизерни услови со покрив над глава кој што секој момент може да се струши, во трошна куќарка во село Мородвис живее 7-членото семејство Радеви. Марина и Сашо Радеви имаат 4 деца, за кои не се ни сеќаваат кога последен пат биле најадени. Секогаш се гладни, бидејќи немаат што да јадат и со што да купат храна. Велат им помагаат соседите, колку можат, ама тоа не е решение. Без дрва, без храна и без основни услови за живот го крпат ден за ден. Живеат со 10.000 денари помош што ги следува додаток за трето дете, но тие ќе завршат за некоја година, бидејќи најмалото има 6, а останатите 8, 11 и 17 години. Двете помали одат на настава со физичко присуство, бидејќи се прво и трето оделение, а останатите 2 не можат да ја следат онлайн наставата, бидејќи немаат услови, ниту интернет, ниту компјутер. Мајката Марина, иако е инвалид во рацете, колку може надвор ги пере алиштата на дечињата. Таткото Сашо исто така е инвалид и не може да работи, па затоа и нема од што да ги прехрани своите 4 малолетни деца. Замолуваат и бараат помош од граѓаните, колку што можат да им помогнат. Неопходно е најпрво да се обезбеди храна и основни хигиенски средства, а понатаму, ако е можно, да им се изгради мала собичка да има каде да седат децата и шпорет на дрва. Ние живееме од трето дете. 7 члена сме. Тражим од граѓаните за помош, ако може нешто да се помогне за куќата, да се направи добро. За децата, за храна, за компјутери. За јадење сме слаби. Онлайн дечињата, едното само учи, другото нема со што. Тоа што учи 11 години, оно е 17 години. Не работам никаде, чувам дечињата, пошто и мене ме болат раците и нојест. Не, никаде не работи, он прави операција на раката. Пресече се, падна, почна да работи, падна, пресече си раката, операција прави. Он полесна работа може би ќе може да работи. Потешка не може, пошто тетивите са му пресечени. Апел до граѓаните за куќата да можеме да направиме. За децата што подобар живот. И за храна. Бела техника и компјутерче некој ако има за поголемиот да учи. Дополнително што немаат средства за да ги платат основните трошоци за струја, вода и слично. Марина додава дека секоја помош би била од корист и за нив многу значајна, зашто однапред им се заблагодарува на сите хумани граѓани.